Добро вечер, браќа и сестри македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, граѓани на Република Македонија. 21 ден помина, се собираме, речи си секоја вечер, секој ден и бараме само едно. Бараме правда и бараме човечност. За 7 дена нашите суди пак ќе одлучуваат за правдата, односно за слободата на нашите браќа и сестри што сега се на другата страна од оваа ограда. Јас ги замолувам од моје лично име и од името на сите нас, на сите честни и искрени граѓани на Република Македонија, да судат човечно, да одлучуваат по правда, а не по политички инструирани одлуки донесени некаде надвор од судовите. Браќа и сестри, во предвечерието сме на големиот верски празник Свети Никола, празникот кој го слават многу граѓани и семејства во Република Македонија, многу македонци и православни граѓани на нашата држава. Ги молам сите во името на овој голем светец да им даде многу здравје, да ги штити од секакви неволи и од овој прогон нашите браќа и сестри што се од другата страна на оваа ограда. Правдата кога тогаш ќе победи. Правдата е спора, но секогаш на крајот доаѓа. Сите ние веруваме во неа, веруваме во судството во кое што сигурно имало и ќе има луѓе кои што судат по словото на правото, судат човечно и навистина после 6 дена ќе донесат правилна одлука овие наши браќа и сестри за нова година и Божик да бидат со своите семејства, да бидат со Нив ги чекаат за нова година и Божик нивните малолетни деца, кого 2, кого 3, кого 4 дечиња, детски очи и грла ги чекаат да ги кажат тато и мама на Божик и на нова година. Затоа ќе ве замолам, почитувани, вие што одлучувате за судбината на овие луѓе, ве молам уште еднаш, одлучувајте по словото на правдата, одлучувајте по Божјото право и по човечноста што ја красева и краси македонецот и Република Македонија. Да сте живи и здрави, да се живи и здрави луѓето со кои што 21 ден од века се бориме за правда на сите ни. Ви благодарам.